Моментално преовладуваат високи летни температури, што значи дека можностите за несакани ефекти по здравието не се изоставени. Од Институтот за јавно здравје и метеоалармот на Управата на хидрометеоролошки работи се добиени информации дека од денес 19.6.2024 година среда до 23.6.2024 година недела целата територија на државата ќе биде зафатена од топлотен бран од портокалова фаза. Во оваа прилика апелираат да се избегнува излегување и вршење напорна активност за време на најжешкото време од денот од 11 до 17 часот, устанување на сенка, да не се оставаат децата или животни во паркирани возила и доколку е потребно и можно да се поминат 2 до 3 часа на ден на ладно место, да се намали оптовареноста на топлина во станот или куќата во текот на денот со користење на ролетни и да се исклучат што е можно повеќе електрични уреди, користење светла, бела, лесна и лабава облека и постелнина, практикување ладни тушеви или бањи, да се пие безбедна вода редовно, се препорачува да се избегнуваат пијалоци со шеќер, алкохолни или кофеини, да се избегнува изложеност на сонце или на температури повисоки од 38 степени Целзиусови, бидејќи го зголемуваат ризикот од изгореници и болести поврзани со топлината. Лицата кои користат редовна терапија треба да се консултираат со матичните лекари и фармацевтите за евентуалните влијанија од терапевтиците на способноста за регулирање на телесната температура. Се препорачува задолжително миње на земјоделско-градинарските производи, свеж зеленчук и овошје пред нивната употреба, термичка подготовка на храната и нејзино консумирање во многу кус рок по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на плюс 4 степени Целзиусови и пред употребата истата да се загрее на плюс 100 степени. Се препорачува да се избегнуваат производи кои не се термички обработени. Овие планови имаат за цел да ги спречат, реагираат и содржат ризиците поврзани со топлината врз здравието. Истите треба да вклучуваат мерки за долгорочна превенција, среднорочна подготовка и краткорочни итни мерки.